Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. 3 нови случаи со морбили од така наречената депонија Кванташки пазар се регистрирани изминатата недела, со што вкупниот број е 6 хоспитализирани лица, а од минатиот месец досега вкупниот број заболени изнесува 11, изјави денеска доктор Жарко Караджовски од Институтот за јавно здравје. Трите лица се на возраст од 7 месеци до 6 години. Неопходни се мерки за заштита на сточарството од климатските промени. Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата порачува: возењето во есен носи многу предизвици. Вечерва во МНТ се одбележува Европскиот ден на еврејската култура 2017. Представи од Полска и Бугарија на предпоследниот ден на 42-то издание на МОД. Во кинотека на Македонија изложбата Германија, земја на пронајдоци, истражувачка сложувалка. Продолжува кампањата за локалните избори 2017. Кандидатите за градоначалници и денеска пред граѓаните излегоа со промоција на своите проекти. Еве што изјавија за денеска. Го понудивме нашиот план за инфраструктура на пазарите во Скопје, една добро испланирана акција добро испланиран план кој што ќе го реализираме заедно трипартитно, исто понесувачот на пазарот и градоначалникот на Скопје и комората на пазарџии. Низ чаршијата разговаравме која е потребната инфраструктура и овде на пазарот за да може да го направиме приодот на луѓето и подобар, и поквалитетен и поедноставен и не со ваков хаос околу нас како што владее, со цел да се одржи континуитетот на традицијата на Бит пазар како едно култно место на Скопје, меѓутоа и да ги вратиме луѓето внатре во скопската чаршија, не само странските, туку и домашните туристи. Ќе им овозможиме субвенција од по 10.000 евра за секој автобус кој што ќе го пренаменат на друго поеколошко гориво, како на пример на газ, или пак набават нов автобус или друг автобус со Евро 5 или Евро 6 стандард. И третата мерка се однесува на таксистите. За нив имаме предвидено субвенција по минимум 3.000 евра по возило за набавка на нови електрични такси возила. Целосно во духот на здравиот живот и во духот на малскиот живот и враќањето на малската дружба, целосно ќе го реконструираме постоечкото игралиште Сокол кој е позади мене и повторно ќе го ставиме во функција, односно ќе го вратиме во летниот период турнирот Сокол. Турнирот Сокол е со голема традиција во ова маало, во оваа населба и генерално во Карпош, и токму турнирот Сокол ги обединуваше генерациите од Карпош, од најмлади до најстари, заедно да се дружат, заедно да спортуваат преку летниот период. Лептокари е срцето на општината и за него спремаме посебен проект за фасадите, фасади кои што ќе бидат нешто поскапи, тоа може би дупло во однос на другите што ги правиме овде во општина Карпош, пред се со цел за естетско разубавување на овој дел. Паркирањето планираме да биде цело под земја, над земја да биде шеталиште со жардинјери и со прекрасна фонтана со светлосни ефекти каква што нема досега во Република Македонија. Еден од горливите проблеми на Центарци е паркирањето. Во наредните 4 години како градоначалник ќе работиме да го решиме ова прашање. Ќе изградиме 4 нови монтажни гаражи, со што ќе го зголемиме капацитетот за нови 2000 паркинг места. Ќе ја продолжиме изградбата на монтажната гаража во Капиштец, на улица Народен фронт, со што ќе ги изголемиме капацитетите за паркирање во оваа населба. Сето ова што ќе го реализираме и сите овие монтажни гаражи нема да се изградат ни на ниедна слободна површина, односно на ниедна зелена површина. Следните 4 години ќе продолжиме со реализација на проекти од областа на социјалната заштита. Ќе продолжиме со заеднички ангажман заедно со СОС Детското село во поддршка на ресурсниот центар за поддршка на лицата кои што се од висок социјален ризик. Ќе продолжиме и со давање на поддршка на дневниот центар за дечињата кои што се згрижуваат од улица. Ќе продолжиме да дадеме поддршка и на дневните центри за згрижување на жртвите од семејното насилство. Ќе продолжиме да дадеме поддршка и на центарот кој што служи за прифаќање едукација на дечињата кои што се со одредена попреченост. Инвестуваме над пазарџиите
дека со нас на чело на општинската власт нема да се имплементира никаков план за Битпазар кој нема да биде одобрен и прифатлив и од пазарджиите на овој пазар. Никому не му е дозволено да донесе никаква одлука и да му наштети на ниту еден пазарджија во Битпазар. Тоа беше блокот посветен на локалните избори 2017, а продолжуваме понатаму со случувањата од урбаните вести. Со цел актуализирање на негативните ефекти од климатските промени врз домашните животни, зголемување на свеста на сточарските производители и промовирање адаптивни мерки на производството кон климатските промени, денеска беше одржана работилница во организација на Институтот за сточарство при Универзитетот Свети Кирил и Методи, при што беше нагласено дека како резултат на климатските промени се појавуваат болестите некарактеристични за Македонија. Намалена продуктивност, загуби и појава на нови болести се очекуваат во сточарството ако Македонија не преземе адаптивни мерки за справување со климатските промени, е пораката од денешната работилница што ја организира Институтот за сточарство. Науката предлага подобрување на расната структура, унапредување на менаџментот на фармите, воведување специфични режими на исхрана и подобра здравствена заштита на добитокот. Во делот на растителното производство, пак кој е основа за сточарството, се препорачува воведување поотпорни сорти, редуцирана обработка на почвата, ротација на култури и вложување во системи за наводнување. Професорот Методија Трајчев од Факултетот за земјоделски науки и храна нагласи дека болестите кои до пред 10 години ги немало во Македонија, сега како резултат на климатските промени се позастапени. Да се изнајдат некои адаптивни мерки со цел да се надминат последиците од штетите што тие ќе ги трпат од климатските промени. Лани имавме јаздеста кожа, синиот јази како болест која што ја имаме кај нас од 2004 година, значи од лани јаздестата кожа, тоа се вектор преносливи болести. Неминовно таквите тропски болести кои што директно се пренесуваат од вектори, инсекти, кои што до пред декада и повеќе ги немало на ова поднебие, се повеќе и повеќе ќе бидат присутни на ова подрачје. Но не само појавата на болести, додаде Трајчев, туку и се повисоките амбиентални температури во објектите за сместување на животните, посебно во летото, се одразуваат врз производството. Климатските промени, особено високите амбиентални температури во објектите за сместување на животните во текот на летниот период, дефинитивно се одразуваат врз производството. Можам да ви кажам конкретни податоци кои што ние преку проектите ги добивме. Значи, во текот на влијанието на високите температури, топлотен стрес, кај високопродуктивните крави, значи фармите кај на што се големи, млечноста падна дури за 28%. Меѓутоа, со примена на одредени адаптивни мерки, што после тоа го направивме следната година, особено кај тие помалите фармери, млечноста се задржа на една рамна линија, односно во однос на претходната година се забележа напротив зголемување од некои си 8 па до 25%. На работилницата беше посочено дека во однос на климатските промени се уште проблем број 1 се стакленичките гасови. Македонија нема систем на адекватно собирање податоци, поради што и не може да направи суштинска присметка на нивната емисија, рече Теодора Гранчаровска од Министерството за животна средина и просторно планирање, додавајќи дека Европската унија предвидува 20% намалување на стакленичките гасови до 2020 година. Предвидувањата на управата за хидрометеоролошки работи се дека до 2025 година просечната температура во земјава поради климатските промени ќе се зголеми за 1,2 степена, а врнежите ќе се намалат за 4%. До 2100 година проекциите се зголемена температура за 3,9 степени и намалени врнежи за 19%. По 12 пат вечерва еврејската заедница ќе го одбележи Европскиот ден на еврејската култура. Ова манифестација се одржува паралелно во 32 европски држави, а темата секоја година е различна. Овој пат темата на Европскиот ден е диаспора.
Еврејската заедница во Република Македонија вечерва во новиот објект на Македонскиот народен театар го одбележува Европскиот ден на еврејската култура. Оваа манифестација се одбележува паралелно во 32 европски држави, а еврејската заедница во Македонија ја одбележува по 12 пат. Секоја година темата е различна, а ја поставува Европската асоциација за зачувување и унапредување на еврејската култура и наследство. Оваа година темата на Европскиот ден е дијаспора. Под режисерска палка на Снежана Коневска Руси ќе се изведува представата Дијаспора базирана на романот Роман во слики од Гордана Кујќ. Од еврејската заедница на Република Македонија информираа дека преку глума, музика и танц на сцената се прикажува еврејската култура овде во дијаспората во интеракција со другите култури на Балканот. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата им порачува на возачите дека возењето во есента носи многу предизвици. Затоа апелира на будност, внимателност и на концентрирано учество во сообраќајот. Есента е период од годината кога временските услови се нестабилни, често врне дожд, има магла, ветер, а често во раните утрински часови на одредени мести има и појава на голомразица. Коловозите се влажни, а денот е пократок, видливоста е намалена, а голем дел од возачите делуваат уморно и неконцентрирано. Токму затоа Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата потенцира дека возењето во есента носи многу предизвици и апелира на будност, внимателност и на концентрирано учество на сообраќајот и потсетува дека најголеми закани за безбедното одвивање на сообраќајот во овој период од годината се намалената видливост, зголемена фреквенција на пешаци и на велосипедисти, одрони на патот, влажни коловози и коловози покриени со лисија, водена бара на патот, ниското сонце, како и ниските утрински и ноќни температури. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата препорачуваат да се направат сите технички проверки на возилото, особено проверка на светлосните уреди и брисачите, да се проверува притисокот на гумите, да се намали брзината и да се прилагоди на условите на патот, да се избегнуваат нагли движења, како на пример нагло сопирање или нагло свртување на возилото. Во услови на магла да се користат средни или специјални светла и да не се преминува со возилото преку куп лисија, затоа што може да има непредвидена препрека. На пешаците им препорачуваат да носат светла облека, рефлектирачко елече или други додатоци со кои ќе бидат полесно и навремено забележани од возачите, а и на велосипедистите да користат светлосни уреди пропишани во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Пораката на Републичкиот совет на безбедност на сообраќајот на патиштата до возачите е: не дозволувајте да бидете жртва на возењето во есенски услови. Возењето бара постојана внимателност, а одговорните возачи се постојано внимателни. Биди внимателен возач. На предпоследниот ден од 42-то издание на Млад отворен театар ќе бидат изведени две гостински представи од Бугарија и Полска. Представите ќе се одржуваат во Кинокултура и Младинскиот културен центар. Две гостински представи од Бугарија и Полска се на фестивалската програма на предпоследниот ден од 42-то издание на Млад отворен театар. Во Кинокултура гостува театарот Vox Populi од Софија со представата Мир Совас, а во Младинскиот културен центар настапува театарот од Краков со представата Хор на сираци. Представата Мир Совас во режија на Неда Соколовска е создадена од раскази на бегалци, кои екипата на театарот Vox Populi ги собрала лично од јануари 2016 година. Мигрантската криза во представата се раскажува сама преку личните сведоштва на учесниците во неа, бегалци, мигранти и обични бугари кои имаат допир со странците, како изгледа да бегаш од војна, како се преминуваат границите, каков е животот во бегалските кампови, каде е толеранцијата, постои ли воопшто, каде е незината граница, се наведува во најавата на МОД за представата. Полската Хор на сираци е представа без текст. МОД ја најавува како театарска сеанса со оркестар, сопран и актери. Автор, режисер и композитор е Јиржи Зон. Во придружната програма на МОД вечерва во Младинскиот културен центар концерт ќе има холандски бенд. На сцената Зебра пак продолжуваат работилниците за современ танц на Скопје танцов театар.
До 18 октомври во Кинотека на Македонија ќе биде поставена патувачката интерактивна изложба Германија земја на пронајдоци истражувачка сложувалка. Во фокус на изложбата се историски откритија како и напредни иновации од областа на информатиката, енергијата, комуникацијата, мобилноста, медицината, оптиката и материјалите. Патувачката интерактивна изложба Германија земја на пронајдоци истражувачка сложувалка до 18 октомври ќе биде поставена во галеријата на Кинотека на Македонија. Изложбата ја прикажува Гете институтот во соработка со здруженијата Фауенхофер и Макс Планк. Во фокусот на изложбата се историски откритија како и напредни иновации од областа на информатиката, енергијата, комуникацијата, мобилноста, медицината, оптиката и материјалите. Влезот на изложбата е слободен, а целната група се млади од 15 до 25 години. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека утре без електрична енергија ќе останат неколку скопски општини. Станува збор за општините Газибаба, Ѓорче Петров, Сарај и Шуто Оризари. Од 8 часот и 30 минути до 10 часот и 30 минути утре без електрична енергија ќе останат корисниците на Телеком од улицата Перонаков и бензинската пумпа Криптранс во општина Газибаба. Во периодот од 8:30 до 14 часот без струја ќе бидат корисниците од селото Волково, под улици со броевите 24, 58, 60, 72, 74, 76, 78 и 80 во општина Ѓорче Петров. Од 9 часот до 15 часот без електрична енергија ќе остана дел од корисниците од селата Семенчиште и Чајлане, општина Сарај и дел од корисниците лоцирани на улиците Пелагонија, Брсјачка буна и Злетовска во општина Шуто Оризари. Како што соопшти регионалниот центар за управување со кризи Скопје, прекинот е поради инвестиции во електросистемот. Метеоролозите за утре најавуваат сончево и умерено облачно време со слаб северозападен ветер. За температурите по градови дознаваме од Матама Метео. И за крај уште една информација. Согласно досегашните информации од дипломатско-конзуларни представништва низ САД, нема пријави за загинати или повредени граѓани на Република Македонија во нападот во Лас Вегас, информираат од македонското МНР. За евентуална потреба, помош или информации, македонските државјани можат да се јават на дежурниот телефон во амбасадата на Македонија во Вашингтон. Почитувани гледачи, со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, останете и понатаму со програмата на МТМ. Довидување.